названиот Тошковски и неговиот позадински шеф да не бидат виновни. 10 месеци има доволно барем за пола година да сменат нешто. Ако веќе толку беа свесни дека има толку проблеми. 10 месеци повеќе се наводници на власт, пошто они треба да бидат уствари менаџери на институциите, а не да владеат. И сите тие нивни директори на инспекторати од 1, 2, 5, 10, 20 шалон. Тие нивни пратеници тука што сме ги гласале сите се тие виновни. И имат име и презиме. Име и презиме. Па нека има. Па зашо да се плашам? Тоа е по директива на нашиот представник у владата, тоест у парламентот што го нема како пичка се крие таму. И само на Фейсбук и на Инстаграм го има. Позер! Срамота! Премиерот, така наречениот владеач на нашата република, изјавува дека ќе помогне многу на овај град, кој што многу сочувствува. Нели премиерот кажа дека ќе помогне на сите семејства, дека владата не знам што ќе пуште донации. Малку е материјален модел, ќе ми извинете. Ама еве нека кажат цел на дознаките до сега 2 пати по 150.000 на починатите деца за споменици 400.000. Од Црвен крст се само пуштени од Црвен крст, пари од донации. Сакам ово да биде јавно објавено за да не мислат од другите граѓаните дека владата помага. Владата ништо не е помогнала. Па тоа е градоначелник. Дете пари него враќаат да него штитат блискиот човек на Деко. Партиски победи и слави да него штитат. Блискиот човек на Деко како што иде моментална ситуацијата, може ќе ги обвинат родителите на да. Ако биде така, не надевам се дека нема да биде, ќе биде почеток на крајот. За жал за Скопје, ајде. Изгледа сите ќе почнат да ги пуштат. И готово ли като се Најголемата на младите корупција да си ги пунат нивните джепови. Зимат пари од управни одбори, да зимат пари од комисии, да зимат пари од превози, а цело време живеат тама. Тоа е нивната верба, тоа е нивната мисија, тоа е нивната задача, да си живеат само нивните фамилии. И најголемиот револт е сите родители, ке сите собрани е тоа што цело време борат за неселективност, а уствари е тешка селективност. Ќе биде неселективност овие 10 месеци до сега да ги приведат и да ги институционализират сите тие што се така наречени владејачи на нашите животи, не менаџери на институции, владејачите. И тоа го обидовме со 62 починати, не луѓе, да го дистанцираме зборот луѓе. Деца се починати, не луѓе, деца.